Елена Гаштеовска, онеправдена и со тешко животно искуство, во поодминати години ја раскажува голготата низ која поминало незиното семејство поради различните идеолошки убедувања. Незиниот дедо бил комита, а неговото потомство по Втората светска војна било прогонувано и под присила често го менувало местото на живење. Приказната за баба Лена ја има Љупчо Ѓоргиевски. Јас сум Елена Самарџиева по татко, по мажот Гаштеовска од Смојмирово. Родена сум 1927 година во Благоевград, Горна Џумаја. Од татко Димитар, од мајка Вангелија. Од 27 година од моето раждање до 41 година, додека не се пушти границата, ние живеехме у Благоевград с моите родители. Од 41 година постепенно доодехме на каде Смојмирово повременно до 44 година. Вака ние започна својата животна приказна, поточно еден дел од неја, баба Елена Гаштеовска, 83 годишна старица од Берово, една од жртвите на комунистичкиот терор во Македонија после Втората светска војна. На 20 годишна возраст, таа со дел од семејството, без никаква вина, уште помалку причина или било каква судска пресуда, била казнета со интернирање од родниот крај. Единствената вина, според баба Лена, е тоа што незиниот татко бил член на ВМРО и борец за самостојна и обединета Македонија. 44 година се става граница меѓу Македонија и Бугарија. Татко ми като прогонот за ВМРО од власта на 9 септември, кога дојдеа во Бугарија комунистите, татко ми искаше да остане при нас во Македонија. Ама тука беше истија систем и тука го гонеха и ние за татко ми беме малтретирани, внатрешни тепани, да кажеме дека е татко ми. Јас сум го верно знаела каде е, само като дете негово, никогаш не сам могла да реча таму е татко ми да го фантат. 47 година интернират не за дебар до 51 година. Во интернација, баба Лена, како што вели, ги поминува најубавите, според возраста, но и најтешките години од животот. Далеко од домот во борба да се преживее. Таму сум работила принудна работа на тезга, цигли, малтер, с количка земја сме износили, згради сме правили. После работното време од 2 сата сме одили да плевиме по чуждите ниви за еден ручок да ни дадат. Елена Гаштеовска сега живее во Берово. Со тага, но и со гордост, раскажува за толку далечното минато и сонот со кој живеела и за кој страдала таа и нејзиното семејство. Јас ништо не терам, само искам да се знае истината за мојот живот, како сум поминала и како, зашто да го поминат овој живот, кога не сам била крива, а па и татко ми не е бил крив ако е работил за Обединета Македонија.